أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Еден асхаб од асхабите на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем со возвишени особини и големи карактеристики. Имам вознањето и пример за воздржаноста од овој дуњалук. Асхаб која кажуваше вистината тајно и јавно, наредуваше добро и одврачаше од зло, не плашејќи се од ничи укор кога стануваше збор за возвишениот Аллах Азза ва Джел. Не зборуваше за да стекне нечие задоволство, ниту молчеше пред неправдата за да ја зачува својата положба. Тоа е асхабот Ебу Зар ел-Гифари радијаллаху таала ан. Штом Ебу Зар радијаллаху ан слушна за исламот, веднаш ја оседла својата камила и ги пресече пустините и долините само да стигне барајки ја вистината. Тоа го спомнува имам Бухари рахимахуллаху таала во неговиот сахих во една необична случка, која случка се гледа дека дуњалукот станува безвреден во очите на големите луѓе и како нивните животи стануваат ефтини кога станува збор за вистината. Ова случка и ова прифаќање на ислам самиот ни го пренесува Ебу Зар радијаллаху анху кој вели: бев човек од племето Гифар, па слушнавме дека во Мекка се појавил човек кој тврди дека е пратеник, па зедов мешина со вода и тргнав во Мекка. Ниту го познавав пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем, ниту сакав да прашувам некого за него. Пиев од водата Земзем и престојував во џамијата покрај Каба. Еден ден покрај мене помина Алија радијаллаху ан и рече: изгледа си странец. Реков да, па ме одведе во својот дом за да ме угости, па јас отидов со него. Ниту тој ме праша нешто, ниту јас му кажав нешто. Следното утро отидов во џамијата за да прашам за пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем, но никој ништо не ми кажа. Повторно Алија радијаллаху ан најде на мене и рече: зарем се уште не си го нашол своето засолниште? Зарем се уште не си ја нашол својата цел? Реков не. Рече: појди со мене. Ме праша: која ти е намерата? Зошто си дојден и што те донесе во овој град Мека? Па му реков: ако ја сочуваш мојата тајна, ке ти кажам. Рече: ке ја чувам. Па му реков: слушнавме во нашето племе дека овде се појавил човек кој тврди дека е пратеник. Па Алија радијаллаху анху рекол: го постигна она што го бараше, затоа што јас сега одам кај него, одам кај Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, па следи ме. Каде и да влезам, влези по мене.
Ако видам некој што може да ти наштети, ке застанам покрај зидот и ке се преправам дека си ги поправам обувките, тоа ќе ти биде знак да се повлечеш, затоа што на почетокот уште исламот беше таен. Така Али радијаллаху ан тргна, а јас го следев. Влезе на едно место и јас влегов со него кај пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи васелем и му реков: представи ми го исламот, објасни ми го исламот. Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем ми го изложи неговите начела, ми го објасна исламот, а јас веднаш го прифатив исламот. Веднаш постанал муслиман. Потоа ми рече: о Ебу Дар, за сега сокри го своето прифаќање на исламот и врати се кај својот народ. Кога ќе чуеш за нашата победа, дека сме зајакнати, дека имаме снага, тогаш дојди кај нас. Но Ебу Дар радијаллаху анху рекол: се колнам во оној кој те испрати со вистината, јавно ќе го објавам мојот ислам меѓу нив. Ова е кога Аллах азза ва џел ќе ти всади иман и ислам во твоето срце. Не му бе потребни стотици шејхој, не му бе потребни стотици дерсој, стотици поучвења, туку наеднош од еден говор прифати ислам и теа сакат одма да го обзнанит пред Аллаховите непријатели. Па Ебу Дар радијаллаху ан отиде во џамијата каде што беа присутни луѓето од Курејшиите и рече: о луѓе на Курејш, сведочам дека нема вистински Бог освен Аллах азза ва џел и сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи васелем е негов роб и пратеник. Кога го слушнаа тоа, луѓето од Курејшиите рекоа: фатете го овој сабе, овој отпадник од нашата вера. Па скокнаа врз мене и ме претепа речи си до смрт. Еле Аббас радијаллаху анху ме виде во таква ситуација. Легна врз мене за да ме заштити и им повика: тешко вас. Сакате да убиете човек од племето Гифар, а вашата трговија и патишта минува низ нивната територија, па поради тоа вели ме оставија. Следното утро повторно се вратив, не се повлекол и не заминал, а имал потполно право и олеснување да си замини. Но повторно се вратив и го кажав истото што го реков претходниот ден. Тие повторно извикаа: фатете го овој отпадник од нашата вера. И повторно ме претепаа како и претходниот ден. Еле Аббас радијаллаху анху ме заштити и им го кажа истото како и првиот ден. И навистина станав и изгледав како црвен стол под крв. И тоа беше почетокот на прифаќањето или на исламот на Ебу Дар радијаллаху таала ан. Откако Ебу Дар радијаллаху ан ја понесе одговорноста на исламот, се врати кон својот народ и почна да ги повикува кон Аллаховата вера. А кога пратеникот саллаллаху алейхи васелем направи хиџра, се пресели во Медина, Ебу Дар радијаллаху анху дојде пред него, водејки го целото свое племе Гифар, кои веќе беа влезени во Аллаховата вера. Сите примале ислам на раката на Ебу Дар ал-Гифари радијаллаху таала ан. И ова е вистинската победа за човекот. Ова е најголемиот проект во животот на еден верник, да ја понесиш упутата на возвишениот Аллах азза ва џел и да му ја пренесиш на другите, да не бидиш себичен, да ја пренесуваш Аллаховата вера со мудрост и со убав совет, да се трудиш да ги спасиш луѓето од заблуда. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем рекол: беллигу анни валау аја, пренесите од мене па макар еден ајет. Бил прашан Али ибн Аби Талиб радијаллаху анху за Ебу Дар: опиши ни го Ебу Дар. Па рекол Али радијаллаху ан: Ебу Дар собра знаење кое другите не можеа да го понесат. Беше љубоморно внимателен кон својата вера, силно жеден за знаење и многу прашуваше. А она што го носеше од знаење во себе, тешко можеше целосно да го изрази, од толку знаење што имаше во него радијаллаху ан. Ебу Дар вели: кога би ја ставиле острата сабја на ова место и покажал кон својот врат, и кога би помислил дека можам да изговорам уште еден збор, што сум го чул од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем, пред да ме погубите, јас би го изговорил. Ова е љубовта кон знаењето, љубовта кон хадисите на Мухаммед саллаллаху алейхи васелем и љубовта кон ширење на вистината, па макар теја да му бидит последно.
Te je čovek što ne krije vistinata, pa makar cenata da mu biti sopstveni od svoj život. Ali radijallahu anhu rekol, ne ostana nikoj što ne se plaši zaradi Allah azza wa jel od prekor na luđeto osven Ebu Dher radijallahu ta'ala an. Pa Allah azza wa jel neka bide zadovoljen sa Ebu Dher radijallahu anhu, den od koga go prihvati islamot, den od koga go obznani islamot i den od koga preseli na ova Allahova tabaraka wa ta'ala vera. I Allah azza wa jel neka bide zadovoljen od sit ashabina Allahovi odpratenik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر أخواتنا المسجونات، اللهم انصرهن يا رب العالمين. اللهم أخرجهن من سجون الطغاة يا أرحم الراحمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك. اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود أهل القردة والخنازير. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم من أرادنا ومنهجنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يسر لنا صيامنا، اللهم بلغنا قيام الليل وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.